почитувани представници на медиумите, почитувани гости, пријатели, караманџи и караманофили, како председател на кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман, мене ми припадна таа чест да ја отворам оваа историска конференција, каде што ќе го обзнаниме официјално признавањето на македонското овчарско куче Караман. Ова е официјалната пресконференција на Кинолошкиот сојуз на Македонија. Не е важно колку си голем, важно е колку ти се големи сништата. Денес сме сведоци дека сонот, кога е воден од истрајност, љубов и визија, може да стане реалност. Македонското овчарско куче Караман по 25 години посветена, тивка и макотрпна работа на Кинолошкиот клуб за МОК Караман, како и Кинолошкиот сојуз на Македонија, конечно се стекна со условно признавање од Светската кинолошка федерација. Ова не е победа на поединец, ова не е победа на една идеја, ова е победа на една истрајност и ова е победа на еден непокор, како на нас од клубот, така и на целата Македонија. Најнапред дозволете да изразам искрена и длабока благодарност до раководните структури на Кинолошкиот сојуз на Македонија, почнувајќи од крајот на 90-тите па се до ден денешен. Особена благодарност изразуваме до претходниот председател господин Јордан Христовски, како и до сегашниот господин Дарко Геговски за искрената поддршка на расата. Потоа и до подпредседателите на Кинолошкиот клуб за македонско овчарско куче Караман, кои како продолжена, силна и функционална моја рака континуирано ја имплементира оваа национална мисија. Длабок поклон пред сите одгледувачи, сопственици и ентузијасти, несомнено без чија љубов ништо од ова денеска немаше да биде возможно. Во оваа прилика исто така дозволете ми да изразам и особена искрена благодарност до председателката на Македонија, господја Гордана Силјановска-Давкова, која со својот личен интегритет и државничка визија јавно застана зад нашата мисија и ја прифати како нејзин патрон. Нејзината поддршка дојде во вистински момент и даде силен институционален и морален поттик на целиот процес, како пред домашната, така и пред странската јавност. Исто така со длабока почит ја искажуваме и истакнуваме улогата на епископот Партени, со чиј благослов и татковска грижа се склучи најголемиот дел од современата преродба во рамките на бигорската одгледувачница на македонското овчарско куче Караман. Таму, меѓу традицијата, духовноста и посветената работа, повторно се разгоре пламенот на расата пред една цела деценија, благодарејќи на овој грижлив и родолюбив старец. Ништо за мене лично, како председател на Кинолошкиот клуб за македонското овчарско куче Караман, немаше да биде возможно без искрената поддршка на моето семејство, на мојата сопруга Марија и Срнај Буби, кои што пораснаа по македонските планини, трагајќи по карамани и по кинолошките рингови за време на нашите изложби. Нашата мисија продолжува со уште поголема посветеност, со уште поголема одговорност и со уште поголема љубов. Ви благодарам на сите што верувавте, ви благодарам на сите што истрајавте и ви благодарам на сите што ќе продолжите да чекорите со нас. Да живее македонското овчарско куче Караман, да живее македонската традиција, да живее Македонија. Со мене тука денес на оваа пресконференција се и тројца многу важни луѓе за расата, се разбира има многу важни луѓе за расата, но затоа што не можеме да се извинеме на сите што не можеме ни да се заблагодариме во оваа прилика, ние не смееме да заборавиме луѓе кои што е тука меѓу нас денеска, господинот Југослав Крстич, Владимир Тодороvić, ама не би можел на вистина да ги наредам вака сите, па затоа сега ќе ги представам моите, вашите соговорници денеска на оваа пресконференција. Тоа е од мојата десна страна, професорот и декан Панче Дамевски, доктор по ветеринарна медицина, all-round судија, господин Габриел Стибел и Владко Костовски и Маријан Костовски мораме да го спомнеме, кој што денеска не е тука со нас, но Владко ги представува и двајцата, тоа се луѓето
кој што уште во далечната 1998 година ја започнаа оваа, да ја наречам, битка, која што денес станува празник за сите нас. Јас најпрво би му дал збор на господинот Костовски и потоа поред да завршиме. Повели, Владко. Почитувани овдека сме за да објаснам за почетоците на расата и оно што се случи овој месец, празникот на Македонија, официјалното, тоест условното признавање на расата македонско овчарско куче Караман има своји почетоци минатиот век, поточно далечната, сега веќе далечната 1998 година, кога јас и мојот брат Маријан Костовски почнавме да ги прибираме првите примероци од расата, нели субјективно гледано според нас како би требало да изгледа идната раса македонско овчарско куче Караман во нашиот двор, во нашите два бокса. Со тек на времето дворот стана претесен за тие примероци, па купивме парцела од 2000 квадрати и тоа е уствари првиот репродуктивен центар за оваа раса. Веднаш 1999 година веќе по нашите разговори дојдовме до сознание дека ќе дојде денот кога оние кучиња кои ги прибираме и селективно ги одгледуваме и ги подаруваме потомците нивни на наши пријатели, им ја објаснуваме нашата идеја дека треба нешто да направиме за оваа наша Македонија, да направиме раса на куче која во својот назив ќе го има името Македонија, тоест македонско овчарско куче Караман, дека ќе дојде денот кога ќе треба да се оценуваат и на кинолошки изложби и дека за тоа судиите ќе треба да имаат пред нив стандард според кој ќе ги оценуваат кучињата на тие изложби. И веднаш уште во 1999 година до 2003 почнавме со мерење на физичките карактеристики на измеривме во тој период од 4 години 237 кучиња, од кои 178 мажјаци и 59 женки, и според тие мерења го составиме стандардот на расата македонско овчарско куче Караман. 2003 книгата беше готова и во јануари 2004 година се публикуваше, излезе од печатница и таа историска во таа смисла што за прв пат во една книга е публикуван стандард на раса македонска и таа 2004 година е историска исто за расата, затоа што веднаш го регистриравме и кинолошки клуб Македонско овчарско куче Караман и бев првиот председател на тој клуб. Во 2009 година, на барање на клубот на ветеринарниот факултет во Скопје, клубот станува полноправна членка на Сојузот. Во тој период Панче беше председател. И следната 2010 година, поточно на 9 мај 2010 година, се случува првата историска, прва државна изложба за македонско овчарско куче Караман, која се одржа на стадионот на Армијата на Република Македонија. Таа е историска затоа што е прва, а следната, која се случи на 30 април 2011 година, исто би ја споменал, е историска затоа што на истата беше промовирана и поштенската марка Плико и воден жиг со ликот на македонскиот Караман, и во оваа прилика им благодарам на Владо Гашовски и уштедниот представник на оделот на филателија од Македонски пошти, каде беше промовирана поштенската марка. Тоа не е единствената државна установа која на некој начин ги отвори вратите за македонскиот Караман. Му благодарам и на генерал Горан Ѓорѓиевски, кој генералот беше во тоа време, сега е во пензија, тогаш беше прв човек на единицата за брзо распоредување, и на подарок од нашата одгледувачница беа донирани 2 караманчиња кои понатаму беа подложени на дресура за разбивање на демонстранти, чуварски потреби за магацини и така натаму.
Би ги споменал првите караманџи, првите оние кои ја прифатија нашата идеја за создавање на македонската раса на куче. Тоа се Томица Ѓорѓиевски, Дејан Василковиќ, Стојко Димовски, ги има многу, меѓутоа би ги издвоил еве тројца кои не го дочека овој радосен датум во овој долг период. Тоа се Велеан Гелевски, Душко Мандаровски Мандар и Стојан Гиевски, кои нели во овој долг период не напуштија, а би го споменал во оваа прилика и мојот драг пријател Владимир Крстевски, кој беше кинолошки судија и кој ги оценуваше караманите на првите 3 државни изложби. Во 2016 година Владимир си замина, меѓутоа тој е човекот кој прв објави статија заедно со врвниот кинолог Хрватот Борис Шполјарич во списанието Мој пас, а Борис Шполјарич би го споменал во позитивен контекст, е првиот човек кој расата ја објави фотографија на еден караман од Старонагоричани Кумановско и надпис Македонски пастирски пас караман во неговата книга Хрватска кинолошка баштина, и тој е првиот човек кој воопшто на расава која нели не била признаена, а ја објави во неговиот кинолошки труд. Оваа година е јубилејна, ова е 10-та година како Кинолошкиот сојуз е членка полноправна на Светската кинолошка федерација. Меѓутоа, пред да стане, тоа беше Милано, повторно Италија ни е среќна. Оваа година во Болоња ќе биде официјално објавено признавањето на расата. Меѓутоа, челниците на ФЦИ беа присутни годината претходна, 2015 година, во Струга, на кинолошка изложба која се одржуваше од 27 до 30 август, и на 29 август господинот Панче Дамевски најнапред ги оценуваше караманите, а потоа беа представени пред председателот на Светската кинолошка федерација Рафаел де Сантијаго и извршниот директор на ФЦИ Ив де Клерк. Тоа е официјалното прво 2015 година, 29 август, кога караманите се представени пред челниците на Светската кинолошка федерација. Илија веројатно ќе дообјасни во меѓувреме, нели, беа присутни на Европското првенство во Будимпешта декември 2021, следната во Загреб на Светското, после тоа во Целје на Европското во Словенија, и јаготката на шлагот беше август 2025 година, кога челниците на ФЦИ, двете комисии беа присутни во Охрид на стадионите на хотелот Белви, така, Аквалина, се извинувам, и резултатот на тоа е она што стигна на 11 февруари 2015. Целиот тој труд беше награден со признавањето на македонскиот караман од Светската кинолошка федерација. Јас ви благодарам, се што претходно кажав, го кажувам и во името на мојот брат Маријан, кој не е тука заради професионални обврски, но ве поздравува и се радува на овој настан. Благодарам. Што да се каже, можам само да кажам пофални зборови. Навистина сум радостен што еве гледам 10 камери имаме пред нас, ако ги вклучиме и телефониме, значи тоа се 14-15 камери. Навистина како представник од Кинолошкиот сојуз на Република Македонија и како водител на родовната книга за педигриња во Република Македонија, навистина сум горд на овој настан. Што да кажам, ова е навистина, можеби тешко е да се објасни дека ни треба 87 години за да добиеме уште една раса.
Шарпланинецот е признат далечната 39 година, сега е 2026 година, цели 87 години за да добиеме една раса. Добивање на раса е навистина еден многу тежок и многу макотрпен период кој трае повеќе од 25 години, некои раси и 40 години поминуваат па не стануваат условно признати. Како човек кој судел 4 државни првенства за карамани, кој учествувал и во мерењата, и во стандардизацијата, и бил подршка, беспрекорна подршка на клубот за карамани, можам да кажам дека за да се направи една раса, потребна една цела армија. Значи, многу луѓе тука што учествува не можеме да ги спомнеме, а навистина треба да сме им благодарни, бидејќи едноставно влегоа во овој проект како една коцка од како еден дел од еден пазл. Значи се мора да биде буквално наместено како што треба за да се добие ова што ние го добивме со толку труд и толку работа. Кинологијата е наука, значи која се занимава со одгледување на кучиња и благосостојба на кучињата. Во последно време имаме многу вести поврзани и добри и лоши со кучињата, посебно кај нас во Македонија ова што се случува. Меѓутоа треба да сватиме една работа, дека кучето е нешто последно што не поврзува со дивата и недобрена природа. Се околу нас бетон, се околу нас пластика, се околу нас се повеќе и повеќе неприродни материјали. Значи, а ние сепак, иако имаме свест, ние припаѓаме кон природата. И кучето е последниот ланец што не врзува со таа дива и недобрена природа. Ако земеме добро да се размислиме, во однос на, сега не генерализирам само за караманот, караманот е куче како и многу други кучиња и знаеме дека карактерот на кучето често пати тој го носи врзан со генот, меѓутоа многу е битна и социализацијата. Како искусен судија кој судел на многу изложби, можам да кажам дека треба да се гордееме со караманот како наша национална раса, бидејќи веќе станува препознатлив кај пошироката кинолошка јавност, со тоа што веќе кога ќе го видат со својата препознатлива темна црна боја, со својот грандиозен изглед, тој веќе влегува во око и навистина веќе имаме доста, значи, понуди да го бараат и од други места, од други држави, да веќе се чува и се шири. Како што знаеме дека, ако знаеме дека веќе има клубови на шарпланинци во повеќе држави во светот, тоа веќе е во припрема и со расата караман. Како кинолошки судија можам да кажам на тие изложби каде што јас судел расата караман, може да се каже дека е една многу уедначена раса со многу добар карактер. Како што кажа Илија и како што кажа Владко, веќе се одгледува во повеќе места во Македонија и треба едно да знаеме дека караманот е многу древна раса. Ние успеавме да ја стандартизираме на некој начин. Овој момент сега што сме собрани тука на ова место, на вистина историски момент, бидејќи Владко и неговиот брат заедно со Панче и со Ико и со други луѓе што не се тука, вие не сте свесни, значи, која работа и која жртва ја направивме за да стигнеме до ова признавање. Вие знаете дека ние сме една мала држава, знаете дека мораме да бидеме сложни, знаете дека имавме многу големи напори, значи многу големи лобирања, значи и многу големи финансии се дадоа пред се и многу љубов и труд и пот за да дојдат светски имиња, како што ги напомена Владко, за да дојде до еден момент да навистина сватат дека ние сме упорни во нашата работа, дека тоа што го нудиме е навистина уникатно и дека не е слично на ниедно од тие 370
380 кучиња кои се веќе признаени во Светската Федерација за кинологија и дека имаме навистина нешто посебно да им понудиме. Значи, ние им понудивме здрава раса, со вистински инстинкти. Морам да кажам дека многу кучиња во денешно време го имаат тој основен инстинкт на куче веќе изгубено со нивната домистификација, но ние го имаме тоа задржано кај нашиот караман во гените. И многу сум горд на тоа што нашиот караман е направен од чисто наши кучиња, од нашите планини. Немаме примеси на ниедна друга раса во нашиот проект. Додека се признаваат нормално и други раси светски, мале бројот на оние што се признаваат, но кај нив имаат мешано, значи, од други раси на кучиња, ние имаме, значи, една чиста раса со една чиста генеза. За тоа нешто повеќе ќе каже докторот. Сакам само да кажам дека ова што го направија Владко, неговиот брат Ико, целата сите кинолози, сите оние што чуваат карамани, направија нешто што на вистина сите ние треба да се гордееме. И оние кои чуваат и сакаат кучиња, и оние кои не сакаат кучиња. Со ова сакам да давам апел уште еден. Ние правиме уште една раса, тоа е македонскиот паничар, кој нормално треба да го изоди патот, веќе го оди патот, но треба да го изоди патот до крај со како и караманот. Наш најголем непријател е кастрирањето на кучиња и доколку да речеме се продолжи со неконтролирано кастрирање на кучиња, ние нема да можеме да ја направиме втората раса. Значи, доколку немилосрдно се живо се кастрира, значи ние ќе бидемеускратени да направиме уште една раса. А раса да се направи е навистина богатство. Ви благодарам. Добар ден и од мене, почитувани медиуми, почитувани присутни, почитувани одгледувачи на караманот. Драго ми е што сме сите овдека современици на еден историски ден за македонската кинологија, али би рекол и за светската кинологија, кога на светот му подаривме една нова, преубава раса на чистокрвно куче. Чест и привилегија беше да се биде дел од овој процес со кој што верификувавме едно кинолошко наследство на Македонија, верификувавме едно автохтоно богатство по кое што ќе биде позната и ценета нашата земја. Овој долгогодишен процес, започнат од Владко и Маријан Костовски, кој му се заблагодаруваме за нивната идеја и се тоа што го направија. Благодарност до Ико Каров како продолжител на тоа дело, бидејќи направија многу и истраја во ова макотрпна работа. Во овој сложен процес на признавање на расата, стандардизирање на расата, покрај нив како уметници, значи секако беше потребно и присуство на луѓе од науката. И во оваа прилика би сакал, значи, да изразам голема благодарност во зоотехничкиот дел, каде што беше извршени мерења за стандардизирање на расата, што е неопходно за секоја чистокрвна раса. Благодарност до мојот драг и почитуван колега, професорот Миливој Урошевиќ од Србија. Благодарност до магистар Марија Карова, која што исто така даде огромен допринос во стандардизирањето на расата. Исто така науката ја вклучивме во контрола на здравјето на оваа раса, да видиме, значи, колку имаме здрава популација на кучиња во Македонија. Од рентгенолошки аспект, снимањето на колковите и лактовите, благодарност до моите колеги Димче Велковски и Никола Буневски од Битола, кои што направија одлична работа, и со задоволство можам да истакнам дека имаме навистина многу здрава популација на кучиња. Се направи исто така и стандардизација на хематолошкиот профил и биохемискиот профил на расата,
Благодарност до моите колеги од ветеринарниот факултет во Битола, кои што несебично, значи, со присуство на терен, земање на крвни проби, се направи стандардизација и на овој дел на расата. И кога ги сумиравме сите резултати заедно од сите овие експерти во науката кои беа вклучени во овој процес, се заклучи дека имаме раса со одлично здравје. Тоа е благодарение што имаме потенцијал, еден голем генетски пул во Македонија, меѓутоа не беше лесно да се собере сето тоа и да се канализира и да се дојде до еден стандардизиран тип на кучиња. Имаме раса која што е неоптеретена со наследни болести, бидејќи денеска сите нови раси кои што се прават, за жал се многу оптеретени со наследни болести. Предноста е ова што ние го имавме како природно богатство, кое што за жал претходно не беше сето направено, и во овој период овие луѓе направија се да го имаме како призната раса. Овдека би сакал да ги повикам институциите во државата да продолжат да дадат одредена помош, бидејќи ова не е крај со признавањето. Значи мора да продолжиме да ја афирмираме оваа раса, да ја прошируваме оваа раса, и би требало, значи, да имаме помош од дел од институциите, од државните институции кои што се поврзани со оваа и проблематика. На крај, благодарност до сите одгледувачи за нивната посветеност во одгледувањето на караманот. Благодарност до сите кои што придонесоа македонското овчарско куче Караман да стане дел од големото семејство на чистокрвни кучиња. Благодарам. Доколку има некои прашања, било какви, стоиме на располагање и кажете до кого е упатено конкретното прашање. Поели? Бојо Иванов, честитки до сите инволвирани во приказната, затварате една историска приказна, како што кажавте, ама веројатно отварате една нова приказна која допрва е пред вас. Ја спомнавте неколку пати председателката на државата, колку значи дека државата се вклучи во овој процес на поддршка на вашата идеја, и колку сметате или како сметате дека државата треба понатаму да помогне во оваа нова приказна или нова чекора што треба да го отворите, кои се вашите очекувања? До кого е адресирано? Веројатно до мене. Вака, државата до сега помогнала онолку колку што помага и на другата наша автохтона раса, на шарпланинецот. Значи, има таму законски одредби, колку субвенционира годишно и слично. Со тоа што морам да напоменам, не знам, мислам дека ниту еден или еден караманџија само ги има искористено субвенциите, заради тоа што тие правила и регулативи се многу крути. Во која смисла крути? Треба да имате 300 овци или 300 кози и субвенциите изнесуваат неколку илјади денари, 2 пати годишно, што за да го нахраните, асално да се изразам вака поразговетно, едно куче, не се доволни ни 2 месеца. Ме сваќате што сакам да ви кажам. А во однос на тоа председателката многу има направено за нас, со самото тоа што ја, значи, не во, така да кажам, само една лефтарна смисла, него председателката ги отвори вратите од нејзиниот дом и заедно со нејзиното семејство тие живеат со караманката Дони. Значи, со самото тоа што го направи, застана многу позади клубот и позади нашата мисија, ние сме неизмерно благодарни. А ако имплицирате на тоа дали ова све што денеска го сведочиме и за кое што зборуваме, дали државата имала удел, не. Значи, апсолутно кинолошкиот сојуз на Македонија е оној кој што ја крепи расата, заедно со уште неколку приватни спонзори кои што низ годините, кои помали, кои поголеми се имаат застанато во позади нашата мисија. Воедно е ова нека биде и апел
исто како што кажа професорот Панче Дамевски, да државата некако земе и се уклучи поинтензивно во овој проект, затоа што баш кога пречекував денеска гости, еден мој драг пријател ме надвор отвори една многу интересна дискусија, вели, знаеш, оваа древна раса со самото оноа што успеавте да го натерате светот да ја види, да ја слушне и на крај да ја признае, го докажува нашето постоење. Не случајно оваа пресконференција отвори со реченицата не е важно колку си голем, колку ти се големи сништата. И исто така многу важно е генерално да можеме не само кинолошките, него сите стратегии да можеме стабилно на долгорочен план да ги имплементираме. Као што може да видите, ова е редок пример кај што двајца председатели на една институција, Владко Костовски, кој што 13 години го водеше клубот, и еве јас 2017-та ќе биде 10 години до година како го водам клубот, седат еден до друг и соработуваат. И мостот меѓу вас двајца. И мостот меѓу нас два, и мостот, не, двата, тука се два моста генерално. Ме разбирате? Мостот, кинолошкиот сојуз, дефинитивно, тоа е и столбот, и мостот, и градбата, која што ја крепи кинологијата. Така што мислам дека ви одговорив. Честитки за сиот ентузијазм. Знаете што, сакам само да спомнам уште еден човек кој што е тука, кој што, мислам, го изоставивме да го спомнеме, тоа е доктор ветеринар Димитар Божиновски, кој што исто така направи една револуционерно истражување во контекст на Караманот. Он направи, можеби ќе го промашам сега, не сум научник, на ЦТ беа, на компјутерска томографија беа снимени караманите, по пат на 3D моделинг беа испечатени 3D черепи и направи генотипизација, истовремено како генотипизација, така и фенотипизација и дистинкција помеѓу македонското овчарско куче Караман и шарпланинецот, заради тоа што кај нас се уште останува да плута она, нели, табу, дали ова е само црн шарпланинец. Апсолутно не е црн шарпланинец. Значи тоа вреди да го одговориме сега. Околу тоа дали е црн шарпланинец, може слободно да се каже дека Караманот како раса е постара од шарпланинецот. Зошто? Можеби Караманот е типизиран далечната 39-та година, меѓутоа, се извинувам, шарпланинецот е типизиран далечната 39-та година, значи симнате од македонските планини и е работено на него за да се направи раса. Меѓутоа, Караманот како Караман во изворна форма, тој постоел илјадници години. За тоа се сведоштва, значи го има на икона од Курбиново, тоа е еден од символите и на клубот, што јасно се гледа дека е куче и дека е црно куче. Го има во песни, многу стари песни кои се стари под, ајде да не речам 200 и повеќе години, спомнато. Затоа може и Владко нешто повеќе да каже, затоа што има направено многу истражувања. Владко има снимено и доста документарни филмови во врска со тоа. Меѓутоа, потребни беа многу години за да се најдат ентузијасти и да добијат идеја како Владко и Маријан Костовски, кои ете во тие далечни веќе години, пред 27 години, го направиат првиот чекор и на некој начин му дадоа шанса на Караманот да се представи во светот. Без работа ништо. И второ што сакам да кажам дека фалете ги тугите раси, меѓутоа чувајте македонски раси. Кога ќе сакате да имате големо куче, Караманот е средно големо куче, значи не е джиновско, кога ќе сакате да имате големо куче, одлучете се за оваа раса, верувајте, нема да погрешите. Она што го спомна господин Стибел, логото на нашиот клуб е инаку детал од фреска од Курбиново од 119 или 191 1091 година, човекот кој што повторно почна да го интегрира на фрески по благослов од старецот Бигорски дедо Партени, е тука со нас отец Порфири. Тој е човек кој што повторно почна да го реинтродуцира пред неколку години на
новите фрески, има поклон да ви даде привезоци токму со нашето лого и од другата страна со манастирот на Бигорски, така да немојте да се заминувате после преса. Да. Само на кратко ќе се задржам на прашањето и коментарот кој што го поставивте. Значи мора да бидеме свесни дека ова не е крај. Ова е почеток на една прекрасна раса која што мораме сите да дадеме свој допринос да продолжиме да ја афирмираме. Како што спомнав, како национално богатство, како државно богатство, мора и државата да најде интерес и да покаже интерес за зачувување на оваа раса. За жал, ова е раса што нема да биде многу атрактивна за градските средини. Сепак е куче кој што бара поголем простор и за живење и за движење, и тука мора да се најде некои мерки, зоотехнички мерки по примерот на некои други држави кои што ги зачувуваат своите овчарски кучиња, каде што мора да бидат задолжителен дел од секоја фарма. Ако го направиме тоа, мислам дека перспективата на оваа раса ќе биде многу голема, али пак реков, значи мораме сите ние пред се и одгледувачите заедно со клубот на Карамани, Кинолошкиот сојуз, значи да продолжиме да ја афирмираме расата, да стане што е можно повеќе популарна, али дефинитивно значи ќе мора да и државата да најде начин како да го помогне овој процес пред се од финансиски аспект. Ова е официјално признавање. Светската кинолошка федерација, сите раси се признаваат на следниот начин. Првенствено како условни, имате некој грејс период од 7 до 10 години за Светската кинолошка федерација да види дали ќе обстои расата. Затоа што во минатите 50 на години, половина век, таа Светска кинолошка федерација FCI посведочи и неколку процеси на неколку држави кои што беа проект раси. Беа првенствено направени, признаени, па потоа пробуваа да ги вгнездат во срцата на потенцијалните собственици. Апсолутно не се секираме за тоа, затоа што тоа е дефинитивно кај нас докажано. Ние не сме фиктивен клуб. На овој банер може да ги видите и сите имиња надолу, колку се 200 имиња на луѓе кои што актуелно сега во моментот ги чуваат. Некои од нив имаат и по 10, некои по 11 кучиња. Така што ова беше тешкиот дел. Ако обстоите, после тоа добивате само едно писмо дека сте примени. Прашање на време. Нема документ, ова беше тешкото. Нема официјално признавање, сега веќе официјално. Ова е значи признавањето. Вака, има некои работи што не би можел да ви ги кажам, за тоа што знаете што и цело време излегуваат нови од клубот, се попишани во моментот околу 2377 или 8 беа. Во моментов зборам живи единки во приплодна кондиција. Ама пак ќе ви кажам, не ме држете за збор, нема 7 дена како се јавија, некој е возрасно ќе почне. Голем дел од караманите, да знаете, се и во работен однос. Што значи тоа? Значи, како што спомна професорот Дамески, тие живеат на фарми и работат заштитувајќи некаква стока. Што значи преку ден се или врзани или во бокс, а навечер се пуштени слободно. Таму се условите немилосрдни, но сепак ако мене лично ме прашате како председател на клуб, една функционална раса е многу подобро да живее во условите во кои што е настаната по пат на природна селекција, отколку да некако ги задоволиме оноа што се вика сопстените его трипови и да ја ставиме на тросет. И кај за тросет се укажа феноменална. Мајка ми и татко ми имаат караманка што лежи на тросет заедно со нив. Значи дефинитивно и во градските дворови и во кафичите, дури и сама иде. Тука има еден млад господин кој што може да потврди, искача кучето, оди во кафич, феноменално се понаша, ќе ја почастат вода и таму некои грицки за кучиња, но сепак мора да го почитуваме Караманот во она негово праиздание, затоа што ние не создававме раса, ние презервиравме нешто што веќе постои. Треба да се каже дека има многу умерен карактер, пред се заштитнички, меѓутоа прифаќа, значи, дефинитивно дека прифаќа дресура, не е тврд како некои раси,
До сега еве сме имале многу изложби, биле представени пред многу судии. Тоа било на некој начин еден социјален тест. Не сме имале куќе што е запишано од некој судија дека не може да се оцени. Тоа е многу битно. Затоа што има раси што се признавени пред 100 и нешто години и едноставно не можете да го оцените куќето во рингот. Дали се работи за нешто генетски или се работи за несоциализација, вие не можете. Еве кај нас да речеме во толку години на толку изложби се изнесени и немало случај до сега или да нападне некого, да речеме, на изложба, или да покаже било каква агресија. Да, тие се територијални, значи заштитнички се, меѓутоа приморелците кои живееле како што е примерот на ИКО, значи во домашни услови со деца во домашна атмосфера, навистина се имаат одличен карактер, бидејќи пред се работи за овчарска раса која има во себе племенитост. Значи овчарските раси во себе носат племенитост. Тие не се како териерите. Значи дури и кога се борат, значи за женка или за територија, тие имаат една кратка борба каде што едниот појак, значи послабиот попушта, појакиот племенито му го подарува животот на послабиот. Тоа е одлика на овчарските раси. Значи тоа е раса што носи таков ген во себе, затоа што знае дека алфа мажекот доколку го загине треба, значи останатиот чопор да биде со мажекот кој бил после него. Значи не се убиваат самите. Значи не се како други раси кои мутирани раси, значи не се такви раси, не се работи за таква раса, туку се работи за навистина една многу племенита раса. И пред се, како што кажам, ќе повторам, многу сум среќен затоа што ја направивме без да внесеме ниту една признаена друга раса во крвта на Караманот. Чист си е од нашите планини, од генетскиот базен кој се наоѓа на територијата на Република Македонија. Тоа се случува исто и со паничарот, кој работиме на него. До сега, например, се направени 3-4 државни првенства. Во мај имаме ново државно првенство и навистина ќе ни треба голема помош и да го одржиме, значи Караманот и новиот проект со паничарот.